На пат за Витлеем. И го роди синот свој првороден, го пови во пелени и го положи во јасли, зашто немаше место за ни во гостилницата. Денес може би е добро да се подсетиме дека Јосиф и Марија побарале за солниште пред да се роди Исус. Одејќи од куќа до куќа барале место каде што Марија би можела да се породи. Но каде и да оделе немало место за нив. На крајот некако успеале да најдат многу скромно престојувалиште во една пештера претворена во штала каде се чувале животни. Биле заштитени само од временските услови и ете тоа било местото каде ќе се роди Спасителот. Овој призор не допира и денес затоа што многу често и ние личиме на тие луѓе кои ги затварале вратите пред Јосиф и Марија. Овие наши денови се исполнети со најразлични обврски, брзања, грижи, па за Јосиф и Марија нема ниту време, ниту место. А тие не барале совршени услови, не барале раскош, не барале удобност. Сакале само едно скромно место. Место во кое ќе се роди Христос. И Бетлеемската пештера не учи дека Бог се раѓа, таму каде што има понизност и доверба. Ако му отвориме, дори нашата сиромашна пештера може да стане место на спасение и надеж. Предизвик. Да размислиме за оние кои немаат дом и за оние кои бараат за солниште. Да размислиме дали можеме некако да им помогнеме на оние на кои им е потребна помош, посебно на бездомниците. На пат за Витлеем.